Со објава на глобалниот извештај за дијабетесот, денес се одбележува Меѓународниот ден на здравието. Според податоците од Светската здравствена организација, бројот на заболени од дијабетес во последните 25 години пораснал 4-кратно, а причините се лоцирани во нездравиот начин на живот, дебелината и зголемениот внос на шеќер со секојдневната исхрана. Светската здравствена организација предвидува дека до 2030 година дијабетесот ќе биде 7-ма водечка причина за смрт во светот, заради што подигањето на свесноста за превенција од ова заболување ќе треба да биде приоритет на владите, медиумите и надлежните институции, стои во пораката на Светската здравствена организација. Светската здравствена организација на 7 април 2016 година се фокусира на дијабетесот поради неговото пандемско ширење, можноста за превенција и лекување на дијабетот, со цел намалување на морталитетот од незаразни заболувања за 1/3 до 2030 година. Традиционално 7 април лекарската фила од јавните здравствени установи во Штип го одбележува со пригодна свеченост. За сите нас најзначено е отпочнувањето на изградбата на новата клиничка болница, грандиозен проект со вредност од над 30 на милиони евра, со чија изградба ќе добиеме подобри услови за работа, бенефит не само за нас, туку и за пациентите од целокупниот регион. Новата болница, кој што ви е познато, треба да биде изградена површина од околу 30.000 квадратни метри, со над 350 болнички легла. Штипската клиничка болница минатата година ја заврши со стабилно финансиско работење и отплаќање на дел од наследените долгови, но и со вработување на 43 лица. 1.1.2015, 1.1.2016 долгот го намаливме за 20 милиони денари. Помалку, односно долг од 70 милиони денари е намален на 50 милиони денари. Што за нас во сегашни услови за работа значи голем успех. Овие долгови се најмногу кон јавните здравствени установи. Болницата нема долгови за лекови. Денот на здравието на сите вработени во здравствениот сектор им го честита градоначалникот на Штип Билчо Захариев. Во изминатите 10 години инвестирани се над 200 милиони евра во опрема, реконструкција и изградба на нови болници и амбуланти, што е важен сегмент во унапредувањето на здравството во Македонија. Во Штип започна да се гради нова клиничка болница вредна 30 милиони евра, што е можеби најважната инвестиција во здравството по повеќе од половина век. Тоа е дополнителен момент кој ветува развој на здравствениот сектор. Но да не заборавиме дека основата на секој здравствен сектор се здравствените работници. Без медицинскиот персонал, лекарите, техничарите и другите здравствени работници, сето ова би било невозможно. Тие се основата на развојот на здравството, кои со својата пожртвуваност, несебичност и професионален ангажман се грижат за нашите животи.